Господине Бислимовски, добро утро. Добро утро. Вие сте најголемата медиумска звезда, бидејќи секој ден сте на по 5 медиуми, ама бидејќи никоја што сте одбиле да се вклучите или да дојдете во програмата на утрински брифинг, посекав јас да ве чуем пред се заради едно клучно прашање. Вие во вчерашното интервју настапувавте на Сител, ако не се лажам, рековте дека во околните држави веќе државите, а не регулаторните комисии регулираат цената на енергенсите. Сакате да кажете дека е дојдено време и во Македонија владата да се занимава со тоа, а не вие? Не. Јас сакав да кажам дека во земјите од соседството каде што пазарот за нафтени деривати беше либерализиран, во текот на оваа криза владите, односно соодветните министерства кои го покриваат ресорот економија, започнаа да ги определуваат цените на нафтените деривати. Тоа се случи и во Србија, тоа се случи и во Хрватска, а кај нас во Македонија од секогаш регулаторната комисија за енергетика ја определува цената на нафтените деривати. Не е ли дојдено време тоа да се промени? Не е ли дојдено време, бидејќи владата е под притисок за социализација на таа сфера, значи за некаква политика на социјална помош, не е ли дојдено време таа да ги превземе ингеренциите? Владата не може по законот за енергетика да ги превземе ингеренциите. Во делот на цените точно определено дека регулаторната комисија за енергетика ги определува цените и ние ги определуваме врз основа на движењата на цените на секој нафтен дериват, посебно на светските берзи, поточно на медитеранската берза, и тие податоци ги превземаме од плац, како што ги превземаат сега и Србија, и Хрватска, и Црна Гора, и Словенија, и сите земји во регионов ги превземаат од таа платформа, и потоа таа набавна цена сериозно влијание има курсот на доларот, кој за жал сега е многу повисок отколку што беше порано, сега е негде 57-58 денари, и понатака на оваа влезна цена, која што исклучиво зависи од берзите и курсот на доларот, се надоградуваат давачките кон државата. Акцизи, ДДВ, надоместок за животна средина. Регулаторната комисија за енергетика единствено кажува колку ќе биде маржата. Таа маржа ја намаривме и од прилика тоа е тоа каде што може да единствено може... Имате ли индици, бидејќи имаме читатели на Слободен печат и на сајтот и на утрински брифинг гледачи кои што велат дека можеби дистрибутерите на електрична енергија се обидуваат да стават што повеќе киловати за следниот месец кога ќе биде поскапа цената иако сте ги потрошиле сега. Имате таква некаква да кажам индиција дека тоа се случува или тоа сепак се должи на евентуални технички грешки, недоследности во системот и така натаму? Не може тоа да го направат доколку има промена на цена, стандардно секогаш на последниот ден од месецот таа потрошувачка се затвара и тоа е тоа. А потрошувачката што се превзема од првиот ден од месецот ќе се наплаќа по нова цена. Така да нема да може тоа да се направи. Господине Бислимовски, да си купуваме ли дрва сезонава, изгледа дека тоа најсигурната опција сепак. Не сум ја. Не би го препорачал тоа, особено од аспект на загадувањето. Добро, загадувањето да, ама смрзнувањето како ви се чини? Ќе има доволно грејење годинава, сезонава што следува, бидејќи беве го јули, август ќе си поминат, септември ќе биде нестабилен и од октомври ќе треба да се грееме. Вие велите вчера дадовте една изјава, не знам дали се слушате што зборувате, па вие најавувате дека ќе сонуваме за вакви цени на енергенците веќе за 3-4 месеци, дека биле ефтини, дека биле, како да кажам, пристапни. Цената на нафтените деривати, фјучерсите се исклучително неповолни и тие податоци кои што ги превземаме од релевантни веб страници кои што ги објавуваат тие и тоа е во делот на нафтените деривати. И исклучително е тешка ситуацијата. Јас секогаш ја кажувам ситуацијата во однос на цената на нафтата на светските берзи таква каква што е. Да немаме некои надевања дека нешто драматично ќе се случи и ќе падне цената на нафтата. За жал, таа е на светските берзи неповолна е ситуацијата и во наредниот период фјучерсите тоа го покажуваат.
Добро, Ако да ве денеска прашам, не сте вие адресата за ова прашање, но сега ве прашувам како човек кој што сепак сте во таа проблематика. Не е ли време сега да се набуваат резерви и да се складираат бидејќи се по поевтини цени? Веројатно државните резерви се полни, но има ли простор за уште повеќе или тоа само ќе има возможи на приватните компании и дистрибутери да направат поголем профит? Значи, приватните компании и трговците кај нас тргуваат од прилика на дневно или максимум на 3 дена. Значи, немаат и они некој простор да играат со цените на нафтените деривати и во услови кога драстично се зголемуваше цената на нафтените деривати, пред да почнеме да определуваме, да воведеме можност за определување на цена на нафтени деривати на дневно ниво, помалите бензински пумпи беа пред банкрот, бидејќи купува нафта по многу повисоки цени, а продаваа по пониски. Некаде губеа по 8, 9, па и 10 денари по литар. Така да државата само треба да си оцени дали има капацитет, слободен капацитет, за да ги дополни државните резерви со соодветни нафтени деривати. За крај, господин Бихлимовски, свесен сте дека не ви работи вебсајтот со калкулаторот што го објавивте, бидејќи се обидуваме да влеземе блокиране сајтот, тоа е претпоставувам од голем притисок од интерес. Во текот на вчерашниот ден, веднаш кога го објавивме, е хакиран, така да во текот на денешниот ден работиме да го исправиме тоа. Сепак е хакиран. Едноставно се ја изфрлаше само цената за четвртиот блок, со цел да се покаже дека концептот на блоковска структура е лош и ќе има многу повисоки цени и поради тоа ќе ја поправиме тоа го поправаме и верувам дека во текот на денешниот ден ќе го исправиме и ќе си продолжи калкулаторот да функционира. Значи, поентата на калкулаторот беше, ние кажуваме дека концептот на блок тарифите е добар и по нашите анализи, кои што ги добивме од електротехнички и од машински факултет, 87% од домаќинствата при анализа на постоечката одлука ќе имаат намалени трошоци. И да не биде само ние дека збориме, дадовме можност преку калкулаторот секој од својата сметка едноставно да си ја стави потрошувачката на електрична енергија во скапа тарифа и во ефтина тарифа и самиот калкулатор пресметуваше што би значила блоковската структура. Така е, со други зборови да доживееме инфаркт дома во домашни услови, кога ние ќе си пресметеме, а некоја ќе стигнат сметките. Господин Бислимовски, ви благодарам како и секојаш за вашиот однос кон медиумите, навистина сте стално на располагање. Ако вестите не ви се добри веќе со години наназад, ама сега што да правиме, таква ви е работата, претпоставувам. Таква ми била среќа. Марко Бислимовски, шеф на енергетскиот регулатор во Македонија, благодарам за ова вклучување. Пеџа, на што ќе се греете оваа зима? Немаме толку долгорочни планови во моментот. Не знаеме ние до крајот на неделата што ќе време, не знаеме до крајот на неделата, а за зимата далеко е. Петар Рацовски, мислам дека ќе имам уште 1-2 минути повеќе, но бидејќи мојата колешка Елизабета Спасеновска е веќе во студиото, благодарам и за оваа анализа. Ќе се видиме ние повторно, ќе има и до крај на јуни веројатно уште причини. А можеби гледам дека одржуваш еден оптимизам, тоа навистина малку морам да кажам и ме чуди дека се не е загубено и дека постои некој, можеби и постои сега до душа ова говорам пред се за евроинтеграција. Понесреќен би бил кога притисокот би бил повеќе на наша страна. Ево така да кажам. Одлична дефиниција. Петар Арсовски, благодарам за ова утринско брифирање.